Може да почнеме, дечки. Ова е на Срđan. Moramo da dodobраме там, вие ни дадат темата за ликот и учители. До пропастие. Добро, Ама ќе се знае. може официјално да. Може официјално? Значи ова е официјалниот дел. Може. Значи што? Значи дека предавање. Официјално се. Денес е 20. Се надевам дека видовте нешто како било порано, сега сигурно во однос на опрема и техника е сменето, доста и не е пременето. Во однос на Маврово не е променето сигурно. Значи, ако гледате, морам вака да направам пошто сум чуите техника. Ке можеме. Гледате, ова е каква техника? Телемарк. Јас сум направил shift и лево. Да. Да пробаме, затребало shift лево десно. И само да ќе ротирам. Ајде. Се скеле, ама ова на така е патруле. Ова се правени снимки скоро, ама се од музеот Прошталник за скијање. И тука е скијашката историја почнувајќи од зошто. Немојте да мислите дека ние истите принципи од биомеханика важат од тека. Ние можеме да ја нападнеме фарната линија, а фарна линија е најстркната линија на калибр. И тука е најбрзо. За да не биде толку Не помага тоа. Тоа не помага. Не може така, јаве. Чао, професор. Значи, можете да ги преместите скиите преку пасата. Може имате да пробате. Ако ги разговарите нагоре, да станете на бага некојска бања, вие поставите вака, кажите се дума скилунари и вака ги направите задешно слизите вуду. Во тој момент можете да ги повторите. Или ако скокнете нагоре, пак ќе видите нула. И техниките се токму такви, нагоре или надолу нормална техника. Видите ќе го покажа. И ќе го проба. Браво. Мога само и за нашиот. Значи, овде вие ќе видите дека ова е стоп и видите дека долу. Од секој пат има да орале земја луѓе. И наште дека вака не сме толку брзи. Супер. Немало рацаци, ама затоа имало нозе. Ние кога учевме скијање, сме правеле некакво казање,
Сега луѓе обаѓаат мабро не е сталата половината е Америка, не се скипи. Мисле, трагедија. Пропушава задоволство. Гледате што прават? Разговаруваат каде? Нагоре. И си помагаат со стапчињата. Иако е смешно, ама било ефикасно. Значи, луѓе нема обработен снег, па го ги видите везовите, оваа делина. Све е тоа вака извртено или скија или нога пешко. Ние за да не го правиме тоа, лучените стававме на едно кеси и ги остававме лабави со бршки. И кога ќе паднеш, скијата излегува и ти после трчаш да ја земеш да продолжиш да скиеш. Без автоматика. Ова е прилог на ова што ќе го зборувам. Сигурно дека и овде имало луѓе што знаеле повеќе од другите и не ги викале учители. Не ги викале инструктори. Јас за тоа сакам да позборувам малце, зашто во Словенија се учители. Во Србија се инструктори, во Хрватска се учители, кај нас беа учители додека не дојдоа регионална занимателја и са беа инструктори. Има разлика помеѓу инструктор и учител по секој. Веќе доаѓа до паралелен свет. Која разлика да мислиш? Во што? Википедија, учител е сенсеј, воџа, професор. Инструктор е тој што покажува. Сега, во покажувањето, учителот има многу повеќе, мислам, наплив во овој дел што е едукативен, така, воспитен и образовен. Ја го прифатам во второто. Значи, спасете ги. Затварам. И сега уште еднашка за да идеме на нашата тема. Да. Ова е Мусал. Мусалски коридор. Забрането да се скија таму, ама ми е се шварцуеме, ризикуваме да не лапне лавина. Няма се лавина. Ова е сликал Синбин. И негови се черните и скиите и он е веројатно нагоре. Сте тука. Муавет, инструктор, учител, мајс. Македонска асоцијација на инструктори за средни стопи. Скијачка федерација, подкомитет за учители и тренери по скијање. Ја ќе инсистирам ова да се вклопи некако, што зависи од вас. И на почетокот мислам дека членството во мајс не треба да биде само за тоа да се добие лиценца, да е таа основната цел. Туку вие да бидете членови на мајс. Па Крстенски ќе ми помага за компјутерот, не можам да го правим. Или продава нешто да ќе купиме поевтино, така да членувањето е нешто друго, бидејќи асоциацијава има членство, ама не се членови само инструктори. Членови ќе бидат и тие другите, што не знаат да скијат, нема две мроза човеков, инвалидски спорт, доставаме и готово. Значи, по мене, учител е по комплексна работа, што добира многу повеќе од инструктора. Тие по формално имаат двајцата лиценци. Универзитетски професор, воџа, гуру, сенсеј. Исто ниво е. Понатаму викаме дека ликот на учителот, ликот не да го бие така викавме, или на инструкторот, дека се менува од една ден, што е ново. Видите, ние, освен што сме остарели, сме се променили во облекувањето и се сменат сите ихја, онки панталони,
Значи, во тоа време тоа било така и тоа било вообичаено скоро во сите земји кај што се применува скијање. Дали е Франција, Италија, они се сите унифицирани без знак. Дали англиска асоциација, француска, германска, воопшто не е важно и сите ти инсистираат на нивното собствено постоење и содржина која ги прави во нешто многу подразлично од други. Например, французите инсистираат во време австријанците на техника Gegenschulter, рамо напред. И сега тоа биомеханички кога го анализирате рамото напред автоматски по вертикала, по хоризонтална рамена, прави да ги поставите рамниците како што треба. Ама тоа беше премногу нагласено, па се скиеше вака. Свеќате? Сакам да кажам дека одликите на средината и условите за живот гарантираат некаков тип или прототип на учител или инструктор по скијање. Со тоа што промените страшно влијаат. Порано не можеше некој да плати учител по скијање, тоа го правеа скијачките школи, училиштата или клубовите. Јас сум водел ски школи преку клубот работнички. Работнички организира суплет по узанци и критериуми што валят секаде. Односно, секој учител по скијање имаше со него 7 деца. Беше сместен во иста соба со нив цело време со него. И тука и надолу. И тоа ви дава шанса да може ли да понудите и да повлијаете на нивното однесување, така? Да градат како што треба стереотипи, морални, естетски, како сакате. И се случува таму дека доаѓаат деца кои ги пратиле на скијање, ама тие не сакаат да скијат. Видите, вие сте дошли одедо што сакате да го направите тоа и имате мотив. Прифатите. Мене ми се случува внукот на Топурковски, синот на Тања, или синот на Поповски алпинистот, Јове Поповски, доаѓа на скијање опрема атомик на тоа време. Тоа беше врв најцел ски. Дотерано од джам, пуничко, али прво гледам дека сака нешто да ми каже. Наставникот, ми кажам јас, што? Ја не сакам да се скијам, овие моите ме донеса овде со сила ми плати. И што правиме сега? Ја ќе се видам тука, ќе ја чистам собата и ќе ви пеам опери. Тоа дете 7 дена пееше опери, и сега оперски пеаш во Америка. И го тераа со сила да се скија. Што бе да го тераш да се скија со сила? Не, он покажува дека тоа у тој момент го интересира, дека го прифатиш и можеш да влиеш на него. Сакам да ви кажам дека вие се среќавате, тие што работат активно и меѓу вас, вие што тоа го прават на снег, и си имаат создадено свој имидж, цена, и нив ги барат. Јас посакувам сите вие, ако се запатите со оваа работа и вие ги го правите, да достигнете ниво што ви гарантира клиентела, барат по телефон, одиме у Банско, дали може да дојдете со нас 7 дена? Ке ми платат. Тоа не е основната цел, значи основната цел овдека е дека учителот има многобројни различни знаења и способности. Знаењата се едно делче од агендата што е. Вие што ја гледате и кои што повеќе ви предочи и ќе ви отвори. Почнувајќи од тоа техника, што не е најважната работа. Туку пристапот кон клиентите. Не знам колку знаете, дали некој меѓу вас има психологија освен Кире? Завршено? Слушам. Ама детска не. На факултет за физичка култура, детска психологија не се слуша. Значи, тоа значи дека ние овој простор или клиентите со кои ќе работиме, имаме добро осознаено и можеме да примениме соодветни постапки за да ја постигнеме заедничката цел, што точно е под наводници клиент. Покрај одликите достоинство, супер, горд, ама со право, зад себе да носи нешто. И во себе и на себе. На себе изгледа како што треба, не партал, сватете. А во себе исто така да не биде партал. Знае да кажа добар ден,
Порано услов за ИСИА беше да се зборува англиски јазик. Значи да можете да комуницирате со различни луѓе. Тоа не значи дека само англиски, него да бидете по некој начин полиглота. Ние учевме грчки, затоа што многу грци едат на шапка, и еднаш кога се случи случајно да работиме со грци, и научивме рамо, гоната, колена, бастуња, стапче, есотерики, плева, да се скрижите на внатрешни работници. Замислете. 4 збора, значи готово ги парализираш. Уживаш. Традицијата во Македонија, јас зборам сега за нашиот простор во кој сме ставлени, зависи од тоа што се случувало, што се случува сега и што би се случувало веќе. Друго не, тоа се вика историја. Ние имаме историја во учителското постојање, традицијата постои, учителите се наоѓаат и се препознаваат, меѓу кои има тие што го прават, тоа не треба да го прават, тие што смеат тоа и го прават, и тие што не смеат да го прават. И доаѓаме до закон. Значи, викаме дека во целата оваа работа, местото и улогата на инструкторот е дека тој пред се одговара. Има одговорност. Голема доза или степен на одговорност. И таа одговорност се провлекува во сите простори кога сте надвор на терен, кога сте внатре во објектот кај што сте евентуално сместени, или сте вон сезона некаде и ги држите клиентите по тензии. Малку треба да вербаме, дали може во сала да организираме ова, она, се со цел за да биде тоа што се следува поедноставно и поприфатливо, што го олеснува процесот на учење. Учителите го чуваат угледот на учителите. Крај. Да не зборуваме сега што е углед. Јасно, нели? Придонесуваат со своето знаење за себе и на другите. Значи, тој што има знаење може да го понуди на другите, дали ќе го прифатат тие или не, тоа е нешто друго. Се пример за коректно однесување на терен и надвор од него и бара слично однесување од луѓето со кои што работи. Инаку имате алетични луѓе, тој писуе и го дава 50 учител, фала, пари си. Сакам да кажам дека тоа е некој ред кој не е стереотип, ама е вообичаен. Ние имаме некој ниво на култура, македонска, скијачка или каква сакате, која треба да се негува, а вие имате задачи тоа да го правите. Значи, учителот учествува во редот, директно и индиректно. Директно со тоа што неговите ученици ги почитуваат правилата на скијалиштето и односот кон другите луѓе. Така, директно може да му јави на тој што е дежурен на патеката на улици, што по закон треба да постои, дека овде има 20 дивјаци што ќе ме утепаат, ме молиме нешто прават. Значи, тоа е индиректното придонесување кон ред. Дека ги спроведува задачите што се пред него во склад со закон. И сега одиме кон нашата асоциација има став кој ги дава општите насоки каде ќе се движиме и што ќе правиме. Како што и други друженија го има, и вика, нашето дружение действува на нашата територија, соработува со сите организации, институции и неговата работа се одвива во согласно со всичките закони во Република Македонија. Значи, ова е најголемата болка и нашето инсистирање е токму ова да се реализира. А тоа е врзано со задачите. Видите, овдека имаме многу храбар чекор направен промовирање и развивање на професија инструктор. Професија е нешто што е ставено во номенклатура на занимање. Број 223 права. Број 224 исторички. Број 200 професор по физичка култура или нешто слично. Ваквото звање во номенклатура на занимање инструктор за скијање не постои. Меѓутоа има инструктори водат свој план, има инструктор за брукање и нешто слично,
Што не значи дека тоа не можеме да го достигнеме, во тој дел дека некој ќе биде професионално вработен и ќе го прави тоа. А за да го прави тоа треба да има заднево преместо. Тоа се заврши работа. Се грижиме за едукација и континуирана надградба на инструкторите преку организирани системи за организација. Овде за тоа ќе ве едуцираме зависи од вас. Не можеме да речеме дека ве едуцираме, туку ќе видите простор за едукација. И вие ќе се прибирате знаење или не. Ги популаризираме следните спортови, различни форми, што се развиваат, пријатно или непријатно. Вика, соработуваме со меѓународни организации, ние соработуваме интерски, во едната куќа сме веќе влезени, БАЙ-ВСС, ќе бидеме во Исија, сигурно, и мислам дека тоа не е проблем, и ние ги правиме работите околу организацијата и реализација на нашата активност заедно со вас, членови, јас се сметам сега за членови, и вас ќе се сепарираат, некои ќе бидат инструктори или учители, другите ќе бидат членови. Ако сакаат понатаму, може би ќе се приклучат и кон другата група. И вршиме други работи, добро работи. Статутот на Скијачка федерација на Македонија, која е наш корен избор, затоа што јас сум бил таму 35 години, председател на подкомитет за учители и тренери по скијање на Македонија. Бил председател на Југословенската комисија за учители и тренери по скијање. И таму, значи, истите цели или многу слични ги има и Скијачката федерација. Па вика, создава услови за организирано изведување на активности на снег. Стручни активности подршка за масовно членство за ширење на спортот, да развива творечка соработка со други невладени организации, да иницира, развива и контролира школување на скијачки стручни кадри за потребите на скијачките дисциплини. Скијачката федерација има негде 5 соби, меѓу кои се фристайл, биатлон, алпско скијање, нордиско скијање, нема скијање за инвалиди, што треба да го има, затоа што веќе во Маврово се појавуваат луѓе што имаат хендикеп во движењето, а веќе се скијаат. Значи, веројатно ќе се трансформира тоа. И ние го гледаме тука основниот простор за тоа. Третиот сегмент е закон за скијање. Не знам дали знаете, во Македонија има закон за скијалишта кој е донесен 2016 година. Во која има законски одредби кои силно го допираат ова што ние се обидуваме да го организираме, односно да го возобновиме со вас. Обезбедување на услуги на скијалишта, регулирано со закон. Подучување на скијалишта, регулирано со закон. Подучување на скијање, да. Едукација, спортско усовршување, ски школи. Шеф на патека, член 48. Шеф на патеката по закон е човек кој што е означен вечни знак ски Маврово и он шпарта по терените и гледа работи што се коса со закон. Несоодветна обрана, несоодветна брзина, недолично однесување, дрогирани, алкохолизирани. И он тоа треба да го минимизира затоа што тоа е потенцијална опасност за да ги загрозите другите. За себе сам нека крши глава. Ама овде обавезно има жртва. Значи, сите скијачи да ги почитуваат правилата. Да не зборуваме за ова, можете да го добиете, не е мојот проблем, можете да го најдете, јас ќе ви кажам. Значи, тука се правилата кои зборуваат за тоа кога можеш да се вклучиш, каде да се вклучиш во патеката, што во странство е регулирано со сообраќајни знаци. Нема, ги вадат колците за да ги заградат говедата во и готово, заврши работата. И овде сакам на крајот да ви го кажам овој за подучување на скијање. Вика да е регистрирано завршење дејност на спортско подучување. Да има склучен договор за осигурување на корисници на услуги. Гледате што ви кажа комбинација спас. Осигурување на клиенти. Да има ангажирано соодветни лица за непосредно подучување. Училиште и така натака, лиценца, супер, вика, може да врши само лице што одговараат на содржината на лиценца. Учител по скијање за деца,
деца, млада школска возраст од 7 до 7, постара 7 до 11 и стара од 11 до 12. Значи, они градираат знаењата и способностите што треба да ги имаат учителите за да можат да работат соодветно со луѓето со кои што се ангажирани. Инструктор по скијање може да се занимава со подучување на скијање на начин утврден со закон. Готово. Прекршучни одредби, казни што никој не ги применува. Почетен курс ако не се спроведува соодветно на одредбите на закон. Инструктор по скијање не ги исполнува потребните услови. Ова се казни од 1500 па насака евра. Сваќате? Да не должам. Значи, ова е само еден сегмент кој што ја ограничува или ја прави во рамка активноста што треба да се спроведува во овој простор што се вика подучување на скијање. Значи, учителот по скијање со својот однос мора да покажува лојалност кон колегите што работат. Дејан доаѓа, немој кај него да иде, што е псуе. Лојалноста треба да се гледа и во таквите работи, сваѓате. Понатаму, да им помага, меѓусебно да си помага, зашто не се конкуренција. Апсолутно не се конкуренција, зашто ако направите конкуренција, вие ќе влезете во гужва. Земате 15 деца за да земете поише пари. Џако. Тоа ќе речеш, колега презенти 7, 6 или 10, и сломи. И така натаму. Значи, тоа мора да функционира, тоа е некоја професија. Затоа што едни очекори не подолку другите. И правејќи еднакви чекори ќе да прават. Ама бидејќи на десно ногите, десно раките не подолку десниот чекор, ќе бидат пак, да се прават тест со фудбалери. Од домашки простор, во врзувам ночи го пуштаме до право. Лево раките бегаат на оваа страна, другите на таа. Во круг се бие токму заради тоа, а не зашто не знаат кај се, они онака не знаат кај се. Кога има густа магла, не треба да се дозволите нешто вакво. Сигурно да дозволувате. Во вакви услови да се скија некој зад вас или пред вас. А децата? Страшно. Значи, мора да водите сметка за безбедноста и тоа е одговорност. Лавина, токава лавина ве фатила, бевте покриени преку глава. Кој го покриени? Ја. Метари 67 и уште толку надо. Стефан каде? Дигни рака. Топка на Стефан. Зошто сум јас гринлав? Значи, ние само да предизвикуваме. Знаеме девет на скијане, на воседот, на тумбата, на четвртиот лист, висетна вака, но ова ми се случува мене на 30 години. Не дозвена, значи гледам. Се пуштаме и тука сега веќе има грмушки, тоа беше клоп. И застануваме, тука има снежна стреја. Знаете што е снежна стреја кога снегот е вака? Ние поднези. Тоа е со шушкаци вода, беше да се ские со шушкаци долени вода. Пуштање, почнаме да покупува. Ова трае 10 секунди, ја го доживам тоа како 2 години. Почнаме да покупува, со главата надолу. Пака да викам, само да ми се откаже ски. Сеќавам дека има фишерски C4. И ме однесе во шумата, удри во едно дрво, ме заврти и лавината продолжи. Можда е лево, десно, не дирам. Викам, урбано отидам бјам, затоа што на предавање професорот по скијање ни зборуваше за опасност и лавина, како да се ориентирате, мек прстот. Ладно и желано, па ако треба да се измокриш, па ќе видиш што е долу, што е горе. Страшна работа. И некако мрдајки слабчето ми го тегне некако. Ме извади една скија, другата е мала. Една скија од двосет
У тоа време студентите од Нишкиот факултет од нагоре и професорот Керковиќ дојде долу и вика, вечер има предавање за ладни да збориш. И така, тоа заврши среќно, што е добро, меѓутоа не завршува добро. Затоа што предизвиците од убавото зависи што е убаво. За некого е убаво да се скијате на истапканте, другиот на грбки, третиот ни шума или нешто слично. Гледате се како ја сече лавината човек. И ќе го стаси. Зашто он иде тачно на падна линија. И кој нема бе, заврши на моза. Одговорност. Пишуваш дека маркира на скерм. Како? На маркира на скерм. Але кај сака нека скија, важно се случило тоа. Значи, советите што ги давате, и треба да ги давате и порано и сега важеле, не скија надвор од патека. Освен ако таа патека не е за тоа на мен. Во Бугарија на Маско имате патека од десна страна, кај што може да офроуд да скија. Супер! Да ги обменувате местата каде што имаат шанса за лавина, кои ќе се најде скија со лавина и има моцни шанси да преживеат. Ќе ви зборуваат луѓе што се по тоа спасувањето и другите работи, они знаат многу повеќе работи од нас, смрзнатени, знаеме што се, меѓутоа банални се смрзнатените на екстремитети на терминални делови, многу ти прсти тие работи, сечат и без тоа нема вере. Вие што ги баналните на Кочевич и компанија, без прсти зарадија, морато си отидет без тоа, значи смрзнатените водат по тоа да се јави шанса за хибернација. Тоа зависи од советите на учителот, како се децата одлечени, или тие што доаѓаат со вас, имаат рекавици, менели студии. Свети студии, паѓа, остравски кантна, осеќа да те чај, нема рекавица, заврши работата. Значи, тие се безбедносни работи и што знам, треба да се почитува изгореници, да, сонце, сите вака се сончеват на крај сонцето, имаше ние еден професор кој не сте нормално. Што земате да има сонце? Знаете ли што е рефлексија? Од снегот, биваат случаи за зраци, пак ќе поцрпиш. И сега снегот не било е гадна работа. Значи се ова оток на капацитет на течната страна на окото и како да ви ставил некој ори сума. Гледате, јас на 4 пара научени у соба се. 4 дена. Од тоа снегот, слети овие се чаваме, се случа. Дојдеше Скопје, фатил боја. А тие другите просто измислија, како си викате што се барза? Солариум забранети карциногени. Правила за однесување, супер, да ги почитувате и вие и тие што ги обучувате да не прават акробации, зашто тие завршуваат гадно. Тие правила што се пропишани во Меѓународната скијачка федерација, каде што тие не се променети повеќе од 10 години. Не од 10 години, повеќе. И викаат, првото правило, да не ви читам, не е важно, што треба да почитуваат скијачите, особено да ги почитуваат учителите. Значи, тие што ги водат другите, ако ги почитуваат овие правила, тој нема проблем. Значи, скијачот мора меѓу другото својата брзина да ја прилагоди према терену, према знаењето и према околината, за да не се случува да предизвикува опасни ситуации. Секој пат скијачот што доаѓа одзади е крив, како го сообраќа. И се овде како има знаци, ако се случи сообраќајка, доаѓа увидна екипа, слика и те носат у затвор. Ако си виновен и ќе платиш оштета. Кај нас, не знам дали имат Попе, Попе ги скрши двете колена во Франција на скијање. Ама се испостави дека не е по негова вина. Мораше да ги оперира во Франција двете, беше таму месец дена во болници, и спортови, тоа ви го зборува, дидактика, колегата Клинчарова изборуваше во овој дел. Нови трендови во спортови, тоа ќе го зборува колегата Кирил.
Јас зборувам за инструктор и неговите компоненти, условно кажано, и тоа е само едно сегментче кое бара од вас и понатаму да се подготвите. Читате, да пробувате, ако нешто не ви е јасно да го знаете во овој технички дел кој што зборуваме, и полагањето ќе биде само нешто што ќе ви овозможи да направите тоа. Нашите активности се темелат на планови и програми. Плановите се во суштина одбележено дека во декември ќе се држи семинар или правиме заеднички излет или играме утакмица фудбал, дека имате права, меѓутоа имате и одговорности. И одговорности зависат пред се од тоа што е зацртано дека треба да биде одговорност, да го чувате ликот на учителот или инструктор. Поголема одговорност за тоа стои се. Така да, тоа јас мислам дека би завршил.